Уличното осветлување во општините се менаџира крајно неодговорно, а граѓаните и локалната самоуправа се соочуваат со досега невидени проблеми, велат од Алијансата на албанците. Денеска сме сведоци на тотална неспособност и лошо менаџирање на овој важен сектор од економијата на државата. За јавното осветлување со години до јуни постоеше посебна категорија во тарифниот систем, но по 1 јули овие потрошувачи не се посебна категорија, туку се дел од категоријата мали потрошувачи, каде што цената за 1 киловат час драматично скокна, што е тежок удар за општинските буџети. Велат од економскиот сектор на Алијансата на албанците. Дополнително според Алијансата, состојбата е усложната со последната владина одлука која општините ги втерува во економски ќош од кој е прашање дали воопшто ќе излезат со оглед на генералната состојба. Владата презеде уште еден избрзан и непроучен чекор во однос на јавното осветлување, каде што им забранува на единиците на локалната администрација, односно општините, да формираат нови компании кои ќе управуваат со јавното осветлување и кои ќе се снабдуваат со електрична енергија на пазарот на даватели на универзални услуги. Од овие причини, општините го поддржуваат предлог јавното осветлување до крајот на енергетската криза со струја да го снабдува државната компанија ЕСМ. Колку овој предлог ќе помине е крајно неизвестно, но некои градоначалници веќе се изјаснија дека владиниот предлог е незаконит и дека отпочнатите постапки за формирање на јавните претпријатија за улично осветлување нема да ги прекинат.